Процесот на ветинг е започнат, но проверката на кадрите во МВР со овој процес може да се случи на почетокот на идната година или по парламентарните избори. Така истакна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во Валандово на новинарско прашање кога официјално ќе започне проверката на професионалниот статус на вработените во оваа институција. Според министерот, формирана е работна група која треба да изработи модел план и дефинирана законска регулатива за имплементација на ветингот во МВР. Сега имаме формирана работна група која што ќе работи токму на тој дел. Дали ќе одиме на нов закон, измена на постојните законски решенија, подзаконските акти, на основа на тоа кој ќе се дефинира таа правна рамка, а таа има рокови по кои што треба да биде дефинирана некаде во почетокот на нареднава година, од тогаш веќе ќе застартуваат проверките. Меѓутоа, тоа ќе биде, би рекол, средина на патот на проверките во Министерството за внатрешни работи и тој процес е неминовен и тој процес мора да го истераме до крај, се со цел да едноставно институциите се ослободат од луѓе кои што не се достојни да бидат дел од институциите, меѓутоа и да ги заштитиме сите одговорни професионални кадри во македонската полиција. Прашан дали ветингот во МВР може да се пролонгира бидејќи парламентот ќе се распушти, а доаѓаат и парламентарни избори, министерот Кусо одговори. Тој процес ќе тече, парламентарните избори сигурно дека ќе завршат и понатаму продолжуваме со целиот тој процес. Оливер Спасовски во Валандово ја посети реновираната полициска станица, зашто од буџетот на државата беа издвоени околу 3,1 милион денари за санација и реконструкција на истата.